Што прави владата во последниве недели и месеци, што прави владата сега за да додаде динамика во енергетската трансформација во земјата, во контекст на кризата во Европа со енергија и во контекст на зелената агенда на Европската Унија? Кои проекти се на повидок? Ви благодарам на прашањето, исклучително актуелно прашање. Прво што прави владата, се гледа овде денес, имаме 15 хектари, 10 мегавати фотоволтаична централа, прва во Југоисточна Европа која што е изградена на стари наоѓалишта на јаглен и која што представува по дефиниција транзиција кон обновливи извори на енергија и замена на загадувачко производство на енергија со чиста зелена енергија. Енергетскиот сектор на Република Северна Македонија 30 години од осамостојувањето на државата не е бил предмет на транзиција и на инвестиции во енергетиката, освен некои помали капацитети. Она што ние го имаме сега како капацитети за производство на електрична енергија се производство на јаглен доминантно и производство на мазут, кои што капацитети се направени во времето на Социјалистичка федеративна република Југославија. Значи пред најмалку 50 години се направени последните капацитети. Веќе најавивме дека ова е првата од неколкуте фотоволтаични централи. Значи овде на овој простор ќе има комплетна замена на рекоосломеј, каде што веќе нема да се произведува електрична енергија од јаглен, туку ќе се произведува исклучиво од сончева енергија, што значи дека овде ќе има 120 мегавати електрична енергија произведена од сончеви фотоволтаични панели. Исто така се работи на нови инвестиции, ја веќе ги наведов во моето обраќање, а тоа се преговори кои што се водат со германскиот ВПД, еден од најголемите светски производители на електрична енергија од ветер, и со Акио од Франција, еден од најголемите исто така светски производители на сончева енергија, кои што се во преговори со владата за конкретни проекти, кои што се со големина од 900 мегавати двата проекти. Исто така во Битола се подготвува изградба на уште една фотоволтаична централа, а додека во Министерството за економија завршија надавањето, односно негативните аукции и ќе следуваат склучување на договори со офтейкери за фотоволтаични централи од помал обем, меѓутоа со големина од 60 мегавати на приватни инвеститори, дополнително што во финална фаза на подготовка, односно на отпочнување со градежни работи, се и инвестициите на оние инвеститори исто така од странство, од Словенија и од Република Бугарија, кои што пред 2 години ги добија локациите за производство на фотоволтаични централи од обновливи извори на енергија. Целта е Република Северна Македонија оној капацитет кој што го произведува денес од загадувачки производители на електрична енергија да го замени со обновливи извори на електрична енергија. Вие знаете дека донесовме одлука и за влегување како држава во проектот во Александрополи, кој што проект е меѓународен проект во Република Грција заедно со Република Бугарија и Република Северна Македонија. Таму веќе имаме извршено, односно донесена одлука за закуп на количини на ЛНГ, кој што преку интерконекторот, кој што исто така е во изградба, преку Грција до нашата држава, ќе се транспортира тој газ. Исто така се работи за уште една конекција со Република Бугарија за природен газ, која што ќе овозможи доволни количини на природен газ во државата, за да може исто така да се влезе и во инвестиции на гасни централи. За такви веќе има интерес од странски инвеститори. Меѓутоа и ЕСМ работи на проект, односно на студии кои што ќе овозможат дел од капацитетите кои што ги има за производство на електрична енергија да бидат трансформирани во производство на електрична енергија на база на природен газ. Сето тоа навистина значи еден комплетен проект, добро осмислен, во согласно со стратегијата на државата за енергетска транзиција до 2040 година. Во владата веќе работи тим кој што работи на проектите, нормално заедно со потенцијалните инвеститори и изведувачи на работите, реномирани меѓународни компании, и јас верувам дека доколку сите дадат се од себе, како што дадоа се од себе
оние кои што работеа на овој проект, дека ќе се гледаме на уште вакви настани на пуштање на централи од обновливи извори на енергија. Тоа е патот напред и тоа е патот на транзиција и производство на електрична енергија за една земја која што сака да оди напред, а Република Северна Македонија е земја која што ќе оди напред. Благодарам. Господин Ковачевски, сакав да ве прашам, после пописот се погласни се најавите на албанските партии за избришење од уставот на 20%, што се пред се за употреба на јазикот. Дали е можно дали е можно измена на уставот? Прво, употребата на јазиците во државата е регулирано со законот за употреба на јазиците. Ние сме држава во Европа која што на највисок пиедестал ги има искачено правата на помалите заедници и на сите заедници во државата. Затоа сведочи што сме држава која што има Министерство за политички систем, за права на заедници, имаме агенција за јазици и така натаму, значи сите оние институции кои што обезбедуваат равноправност и застапеност на сите граѓани, без разлика на тоа кој јазик зборуваат и без разлика на нивното етничко потекло. Во однос на уставот, да, има такви најави нормално. Уставот се менува низ уставна процедура. Таа уставна процедура значи дека собранието на државата треба да отвори дискусија. Најпрво започнува со дискусија нормално помеѓу политичките партии, но се вклучуваат и експерти, и дека се она што ќе значи унапредување на односите помеѓу сите граѓани, кое што ќе значи унапредување на животот на државата како основа за личен и професионален развој на секој граѓанин без разлика на неговото потекло, без разлика на јазикот кој што го зборува, дека нормално тоа ќе биде добра основа за било какви измени на уставот. Она што е императив на секоја држава и она што е цел на секоја држава која што сака да биде целосно вклучена во евроинтеграциите, а ние како држава и особено како политичари и како представници на политички партии, кои што тоа го имаат зацртано во своите програмски определби, и тоа пред се тука мислам на коалиционите партнери кои што ја сочинуваат оваа влада, јасно знаеме дека еден ден кога ќе станеме членка на Европска унија, а тој ден ќе биде сигурно доколку се залагаме сите заедно, тогаш сите граѓани на оваа држава ќе бидат еднакви граѓани и на државата Република Северна Македонија, меѓутоа и на Европската унија. Тоа е всушност целта која што треба да ја оствариме. Тоа се одлуките кои што треба да ги носиме. Ние сме држава која што донела тешки одлуки и големи одлуки, особено во мандатот на оваа и во мандатот на претходната влада. Благодарение на тие одлуки сме членка на НАТО. Благодарение на тие одлуки имаме исклучително добри односи со сите соседни држави. Благодарение на тие одлуки имаме односи во државата кои што се на највисоко ниво досега помеѓу сите граѓани. Благодарение на тие одлуки се наоѓаме на чекор до отворање на преговорите со Европската унија, кои што секако не зависат само од нас, туку зависат и од предизвиците и од нивното решавање кои што ги имаме со Република Бугарија и со ставот нормално на сите земји членки на Европската унија. Меѓутоа би завршил дека политичарите треба да носат одлуки од кои што нема да зависи само нивниот личен рейтинг за наредните избори, туку треба да носат одлуки од кои што ќе зависи просперитетната и подобрата иднина на сите граѓани на државата во годините пред нас. Ви благодарам.